Директно со Прва Скопска. И едното и другото, значи лајка пред се заловува по пријави, секојдневно доаѓаат пријави од граѓаните, дали да пријават куче за третман, ново дојдено од некаде, без ушна маркица, ушната маркица всушност е видливо одбележан знак дека кучето го поминало третманот, или да пријават напад, куче кој што пројавило агресивност. Меѓутоа, ловиме и стратешки. Тоа значи дека знаеме, ние добро го познаваме територијата на град Скопје, знаеме кои се некои горечки места, да кажеме, како критични точки каде што се акумулираат кучиња или каде што знаат да се истовараат нови, да се дислоцираат од одредени, предпоставуваме, општини, некакви правни лица кои што нелегално се бават со дислокација на кучиња. И ги проверуваме тие места, така што и стратешки ловиме во одредени општини, од време на време проверуваме, во смисол поминуваме подолго време, отвараме траен налог и една недела сме во некоја општина на одреден број локации и следиме ситуацијата како е, дали има ново куче кој што треба да го помине третманот и така натаму. Кога сме стратешки во некоја општина, најчесто тоа го објавуваме и на нашите социјални медиуми за граѓаните да пријават доколку забележат некое ново. Пријавите се добиваат на info@majmuncelajka.com.mk и тимот, дали често искача на вашето прашање да одговорам на локација, практично работата на заловувачите е во текот на денот 8 часа да бидат на терен и да наблюдуваат како е ситуацијата. Значи, некогаш имаме и реакции од општините, постапуваме нормално, меѓутоа нашиот основен проблем е што општините не ги плаќаат договорните, не се одговорни спрема договорните обврски спрема предпријатието и ни должат доста пари. Ова е стратегија и метода која што е препорачана од сите релевантни светски организации, која што се е препорачана и пишана и во нашиот закон за благосостојба на животните, според кој што работиме, сме обврзани да работиме, и лајка дава одлични резултати од моментот кога откако јас раководам со предпријатието. Резултатите се 3 пати подобри од претходните години, со тоа што лајка во последниве 3 години преку 1200 кучиња на годишно ниво третира, значи поминуваат низ нашето прифатилиште и го завршуваат третманот и дел од нив биваат вратени на локација. Особено сме задоволни затоа што и вдомувањето го држиме во еден благ пораст, во просек 30 до 40 кучиња месечно се вдомуваат, што значи дека трајно се тргнати од улица и сместени во домови каде што се домашни миленици. Лајка практично покрај оваа метода која што е нели хумана, го спречува размножувањето и треба да се одвива многу брзо и масовно, за да може со многу краток период да се покрие што поголема територија на стерилизирани кучиња во градот Скопје, односно идеално би било 85%. Меѓутоа, наидуваме на потешкоти затоа што изворот на проблемот, односно неодговорното чување на кучиња, неодговорните сопственици, домакинствата, нерегулираната трговија со кучиња, односно кој размножува, кој продава, неодговорно чувањето на легла, немање, едноставно не е под контрола и изворот на проблемот е постојано активен и имаме нови. Дополнително на ова би кажала дека има огромна нелегална активност во дислоцирање на кучиња од една општина во друга. Зборуваме од општини надвор од територијата на Скопје, не само општини, туку и правни лица
Неофицијално дознаваме дека се дислоцираат куќиња од фирми, фабрики и така натаму, па дури и цели општини организирано со комбињани ги носат, зашто безброј граѓани биле сведоци. Во сите овие активности сметајте дека Лајка прави драматична со своите активности драматична промена, затоа што кога земете предвид дека едно куче неговото размножување е многу брзо. Ќе ви дадам еден сликовит пример од една здрава единка за 2 години настануваат 200 куќиња. Експоненционално како оди пирамидата, од една во 2 циклуса, значи 2 пати годишно кучката може да роди по 10 куќиња и во следната година од сите тие 10, сите ќе родат по 10 и ете вие бројката од 200 само од една кучка во една улица. Затоа сметаме дека оваа метода и не само ние, сите релевантни светски организации кои што се бават со решавање на бездомна популација на куќиња и со ветеринарно здравје, сметаме дека ова е најсоодветната метода. Меѓутоа, истовремено сметаме дека катастрофално е што институциите останати кои што се надлежни за контролирање на проблемот не го вршат својот дел од работата и затоа имаме една ваква состојба улица каде што постојано имаме нови нетретирани куќиња кои што од некаде ни доаѓаат. Куќињата едноставно се фаќаат од локација, од истата локација каде што се заловени во моментот на заловување, на таа локација и се враќаат после поминатиот третман. Третманот вклучува преглед, тестирање за агресивност, односно тест за социјализација кој што го прави сертифицирано лице. Кај нас во прифатилиштето сите куќиња речиси го поминуваат тестот, освен можда на 100 куќиња едно е вистински агресивно и тоа не се враќа на улица. После, значи, прочистување од внатрешни и надворешни паразити, кастрација, стерилизација, вакцинација на беснило. Во текот на третманот кучето обавезно го објавуваме се фотографира, го објавуваме на нашата веб страница на социјалните мрежи на Лајка, на профилите на Лајка, за да му се даде можност за дом. И конечно, доколку нема интерес за негово вдомување, го враќаме точно на истата локација според координатиот каде што е вратено. Значи, доколку граѓаните имаат забуна дека Лајка им носи од некаде куќиња, тоа не е точно, затоа што ние мора строго по правила да работиме и внимаваме точно, ви велам, по координати се враќа куќето таму од каде што е заловено. Меѓутоа, куќињата мигрираат, водени од извори на храна, ќе пропешачат со некој случаен минувач кој што можеби ќе ги погали, ќе им покаже внимание, ќе им даде нешто за јадење, ќе се преселат во друга населба или шетајќи во некоја населба ќе им се види поинтересно, посебно ако има поголема фреквенција на луѓе, затоа што куќињата се социјални битија, одат каде што има движење, каде што има изврна храна, каде што има ресторани, каде што има остатоци од ѓубре. И таму гравитираат и таму се собираат повеќе. И во главном кучкарските населби каде што има поголема емпатија спрема куќињата, имаат и поголем проблем со куќиња, односно имаат повеќе куќиња, да кажеме, ете како аеродром, како центар каде што граѓаните сами ги негуваат. Ако погледнете малце на секој чекор има вода, чинивче за храна за куќиња, секаде каде што се добре дојдени нив ги има. Меѓутоа, еве во оваа прилика и би апелирала дека би било сосема одговорно кога граѓаните ќе се реши да во семејството свое да донесе миленик, сосема одговорно е да побара од локалниот шелтер градски да вдоми куче наместо да купи, затоа што на тој начин и покажува хуманост, спасува живот на едно куче кое што е осудено да живее на улица и го решава комуналниот проблем, дава позитивен пример на сите други. Значи, сосема е неодговорно да се купува куче во услови кога имаме толку многу бездомни кои што копнеат по дом.
Апсолутно. Нашите објави на социјалните мрежи, на нашите штетеници и куќиња се од есенцијално значење за куќето да се вдоми. Моќта на медиумите е огромна и на тој начин ја комуницираме пораката дека куќето бара дом, дека постои. Воспротивно нема како таа вест да дојде до граѓаните. И задоволни сме што имаме се повеќе следбеници во годиневи, ние гледаме да се подобриме, да станеме од пиар аспект попривлечни, погледливи, пред се од аспект да им дадеме видливост на нашите штетеници. Затоа што никогаш не знаете, некогаш преку видео, преку фотографија, најлесно куќето си го наоѓа својот дом, ќе ви допре до срцето на тој што го гледа, ќе дојде, ќе направи прва средба, имаме цел протокол на вдомување, се пополнува формулар, ги гледаме какви се навиките на луѓето, потребите, има неколку клучни прашања кои што им ги поставуваме и се запознаваат со миленикот кој што им се допаднал на фотографија, одлучуваат конечно дали е за него или не во споредба со тоа каков карактер е куќето и доколку не им се допадне на првата средба им нудиме некое друго, меѓутоа после веќе втората средба се одлучува идниот сопственик дали вистински ќе си го вдоми или не. И тука би кажала дека голема придобивка е да се вдоми веќе возрасно куќе, затоа што нашите негователи може да ви дадат целосна слика за неговиот карактер, нема да имате изненадувања и затоа што бездомно куќе вдомено знае дека е спасено, знае дека му е понудена удобност, знае дека му е понудено семејство и бескрајно е благодарно, тоа знае на неверојатен начин да го почитува, така што и да го покаже. Така што вдомувањето на возрастни куќиња има и како придобивки. Се случува луѓето да се јават, да сакаат да го предадат, да се откажат од својот миленик, меѓутоа ние сме најчесто полни, нашите капацитети се полни со куќиња бездомни, заловени од јавна површина и особено цели легла не прифаќаме, мали куќенца, стационарот не работи со мали куќенца, затоа што ние имаме лимитиран број на вработени човечки ресурси, трошиме јавни средства за да гледаме дали да бидеме најефикасни, што повеќе куќиња да истретираме и да вдомиме. И најчесто таквите граѓани кои што имаат да остават цело легло ги упатуваме на невладините организации, на Сдруженијата за заштита на животни, кои што може да ги промовираат на нивните страници, дали Facebook, дали Instagram, дали веб страни нивни, затоа што мали куќиња не се предмет на нашата програма, немаме што да правиме со нив, само тоа како што реков ќе ни трошат ресурси и според правилник не можеме ни да ги прифаќаме. Меѓутоа се случило да ни вратат куќе, не навлегувам вдомено од лајка во причините, луѓето некогаш се преценуваат себе си во смисол не може да одговорат на обврските кои што им се зададени, друго без оглед дали ќе го купите или ќе го вдомите бездомното куќе, мора да имате трпение за некакви 3 месеци или воспитување или како би се рекло прилагодување на куќето на новиот дом и новата средина и кај нас најчесто луѓето тоа го немаат. Затоа што во европските земји тоа е решено. Мора да посетуваат курс, мора точно да знаат што им се задачите, што ги очекува и од нив тоа државата го бара. Овдека кај нас тоа веќе не е во наша моќ и лајка гледа на најдобар начин што може да најбезбедно да го предаде куќето во смисол точно да го спои, да му најде како се вика соодветен дом, да препознае ако сопственикот кој што дошол по куќа не е соодветен и да укаже на тоа. Меѓутоа за жал потребни се повеќе механизми за да обезбедиме тоа куќа повторно да не заврши на улица и како што реков лајка не е надлежна.
Тоа куќе што беше претепано кој што почина во Лајка во склад, за тоа обвинителството води постапка која што е во тек. Се надеваме дека ќе биде искажана максимална казна, затоа што во Македонија до сега, колку што ми е мене познато, никогаш никој за измачување на животни според член 2.3 од Кривичниот законник не одговарал. И тоа е многу поразително, затоа што многу често имаме примери кога кучиња се стрелани, безброј кај нас имаме инвалидизирани кучиња од диаболи, значи во нив е пукано со воздушна пушка, погодени се во рбет, трајно се осакатени. Меѓутоа, значи имаме таква пракса на мачење на кучиња и затоа што државата и полицијата пред се не го препознаваат ова во свој домен, дека е кривично дело, имаме вакво безредие и кучињата доведува до тоа да граѓаните ги третираат кучињата како потрошен материјал, како нешто што може да го фрлите било кога, ако ви засмета да го убиете, да го фрлите во река, да го фрлите у кеса заврзана во контейнер. И поради тоа имаме вакво, би рекла, безредие во сферата на домашните миленици. Такви случаи треба да се пријават во Агенцијата за храна и ветеринарство до нивните инспектори, до официјалните ветеринари. Лајка нема ингеренции да делува освен за кучиња затекнати на јавна површина. Единствено само на АХВ да се пише и да се пријави. Не знам, жалосна е состојбата, да речеме, пред се со коњите кои што ги користат за работни животни кај нас. И ние како љубители на животни апелираме и лобираме ова прашање што побрзо да се реши. Па мојот апел и мојата порака до сите оние кои што тргуваат, размножуваат кучиња, нема тука што, тоа е пред се апел до институциите, треба да биде пред се надлежната Агенцијата за храна и ветеринарство, која што ова прашање го нема регулирано, државата го нема регулирано ниту од економски аспект, значи од аспект на добивка, тие семејства остваруваат или поединци некаков профит, ниту од аспект на благосостојба на животните, значи не е пропишано кој куче како ќе се пари, со кого, како, во какви услови, колку легла годишно треба да даде, колку максимум треба да чувате, со каков данок ќе биде оденочена оваа ваша економска делатност. Така што ова е едно комплетно нерешено прашање кој што сметам дека е сега веќе не горечко време, туку крајно време, туку веќе е задоцнето. И поради тоа го имаме хаосот на улиците со бездомни кучиња. А спрема сите оние сопственици кои што ги размножуваат своите домашни миленици, би рекла дека тоа во најмала рака е неодговорно и нехумано пред се, затоа што во момент кога имаме толку многу животни на улица, да се создаваат нови легла е сосема непотребно. Посебно затоа што статистичките податоци покажуваат дека 2/3 од овие кучиња произведени од домашни миленици завршуваат на улица. Сметам дека градоначалниците не ја сваќаат доволно улогата нивна во борбата за бездомна популација на кучиња, тоа што има договор со Лајка склучено, нив не ги амнестира од низа активности кои што може да ги направат. Тоа е неколку пати сме предложиле да ги ангажираат комуналните редари, да ги потсеќаат своите граѓани на јавни површини како се чува куче, да ги потсетуваат дали има кучето микрочипирано, што е законска обврска, дали го собираат изметот од кучињата, да инвестираат во субвенционирање на
кастрација и стерилизација на домашни миленици, затоа што таму ни потекнува проблемот после на улица, да инвестираат во програми за едукација за кои што стоиме комплетно на располагање, затоа што и Лајка самостално врши едукација и пред се најчесто спрема со најмладите. Неколку успешни соработки сме имале и дури едукативен караван во средните училишта, преку 20 училишта посетивме, учејќи ги најмладите како се станува и што значи да се биде одговорен сопственик на куќе, како одговорно се чува миленик, како се постапува со куќето. А најмладите сепак дека ако му се приоѓа на куќето, да знаат како дечињата да се однесуваат со куќе, придобивките на вдомувањето и така натаму. Така што сметам дека улогата на општините треба да биде далеку по-проактивна отколку ова што е сега. И исто така многу сериозно треба да ја сватат на доместот након што ги врзува договорот спрема јавното предпријатие Лајка. Тоа ќе ни даде поголема слобода и поголема ефикасност и пред се поголема ефикасност, да бидеме поефикасни, побрзи и да кажеме отчетни и да извршуваме нашите задачи непречено.